Пословици, 30 глава, ќе прочитаме целата глава. Страна 688 во Библијата. Да го чуеме Божиото Слово. Зборови на Агур, Јакеев син од Маса, негово пророштво за Итиел и Укал. Да, преглуп сум за да бидам човек и немам човечки разум. Не придобив мудрост и не ги познавам знаењата на светецот, кој се вознесе на небо и слезе, кој го фати ветерот во своите грсти, кој ги собра водите во својата наметка, кој ги постави земските краишта. Како се вика и како му се вика синот, знаеш ли? Секое Божјо слово е испитано. Тој им е штит на оние кои се надеваат на него. Не додава им ништо на неговите зборови, за да не те изобличи и да не те смета лажлив. За две нешта те молам, не откажувај ми ги, додека не умрам. Оддалечи ги од мене суетата и лагата. Не ми давај ни сиромаштво, ни богатство, храни ме со мојот насушен леп, за да не се откажам од тебе. Откако ќе се наситам и да речам кој е Господ, или осиромашувајќи би крадел и би го нечистил името на својот Бог. Не го клевети слугата пред неговиот Господар, зашто би можел да те проколне и да се најдеш виновен. Има род кој го колне татка си и не ја благословува својата мајка. Род кој мисли за себе дека е чист, а не е измиен од своите нечистоти. Род со издигнати очи кој ги крева високо своите клепки. Род чии заби се мечеви, а челустите ножеви, за да ги изеде несреќните на земјата и бедните меѓу луѓето. Пијавицата има 2 ќерки. Дај. Има 3 ненаситни работи, 4 што не велат доста. Смртта, неплодната утроба, земјата што никогаш не се сити со вода и огнот што никогаш не вели доста. Окото што му се подсмева на таткото и одречува послушност на мајката, ќе го исколваат поточните гаврани и ќе го изедат млади орли. 3 нешта ми се чудни, а 4-тото не го разбирам. Орловиот пат по небото, зминиот пат по стената, патот на бродот среде морето и патот на мажот кон девојката. Таков е патот на прељубницата. Ќе се најаде, ќе избрише устата и вели, не сгрешив. Од 3 нешта се тресе земјата, а 4-тото не може да го трпи. Од роб кога ќе стане цар и кога простиот ќе се насити леп, од разведена жена која ќе се мажи и од слугинката која ќе истисне својата господарка. 4 нешта се мали на земјата, но се помудри од мудрите. Мравките, нејаки суштества, што летеа приготвуваат храната за себе. Јазовците, суштества без сила, што во стена се изградуваат куќа. Скакулците кои немаат цар, а сите одат по дружини. Гуштер, што се фаќа со рака, а проникнува во царските дворци. 3 нешта имаат убав чекор, а 4-тото убав оди. Лавот, јунак меѓу зверовите, што не се повлекува пред никого. Петелот, што се шета смело меѓу кокошките. Јарецот, што предводува стадо, и царот со својата војска. Ако си лудувал гордејќи се, или си смислил зло, сложи ја раката на устата. Кога се мати млекото, излегува маст. Кога се притиснува носот, потечува крв. Кога се поттикнува гневот, се зафаќа препирка. Амин. Денес продолжуваме со серијалот за молитвата Оче наш и минатиот пат пред повеќе од месец дена завршивме со 3-тото барање на молитвата Оче наш и може сега да ги отвориме Библиите во Евангелието според Матеј 6 глава 966 страна. Денес сме од 4-тото барање и ќе прочитаме од 9 стих до 11 стих она што беше и она што денес ќе го обработиме. Туку молете се вака:
Татко наш, кој си во небесата, да се свети Твоето име, да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја, како во небото, така и на земјата. Нашиот насушен леб, дај ни го денес. Тука ќе ги насочиме нашите мисли и ќе погледнеме што Бог не учи да бараме од Него со ова барање. Лебот наш насушен, дај ни го денес. Но пред да ги насочиме нашите мисли кон тој текст, сакам да се навратиме на она што го имаме обработено досега. И како што знаете, повеќето од вас, молитвата, кажавме што е во првата проповед за Оче наш. И рековме дека молитвата е принесување на нашите желби на Бог за работи што се согласни со Неговата волја во името на Христос, со исповедање на нашите гревови и благодарно признавање на Неговите милости. И кажавме дека ова е цитат од Вестминстерскиот катехизис од 17-тиот век. И тука јасно ни се дефинира што е она што подразбираме под зборот молитва. Дека е нешто што го принесуваме кон Бог согласно Неговата волја, за работи кои што ни се потребни, за работи кои што се потребни за Бог. Сето тоа го правиме во името на Исус Христос, во силата на Светиот Дух. Молитвата е колена од Светата Троица. Ние се молиме на Отецот во името на Исус Христос, во силата на Светиот Дух. Ние не можеме поинако. Ние сме христијани и тоа подразбира дека ние веруваме во Бог кој е троедин и како таков ние го славиме и затоа и молитвата е таква. Ние пристапуваме пред Бог Отецот во името на Исус со силата на Светиот Дух. И не само што бараме од Бог, туку и молиме од Него милост за ги исповедаме нашите гревови, бараме да ни прости и благодарно признаваме дека Тој е милостив и добар Бог. И во првите три барања, најпрво видовме дека оваа молитва е една форма која што не учи како да ги подредуваме нашите молитви, како да се молиме. И не е самата молитва само за да се повторува, без да се сваќа суштината на таа молитва, туку има многу подлабока вистина во незе. И најпрво се насочуваме кон Отецот наш, или Таткото наш, кој што е на небесата, бидејќи тој е оној кој што може да ги слушне нашите молитви, тој е оној кој што може да ги исполни нашите барања. И го нарекуваме Оче наш, не Оче мој, бидејќи ние треба да живееме соборно, во заедништво, треба да живееме како црква во еден дух, за да ги бараме нештата не само за себе, не само за своји лични потреби, туку и за потребите на другите. И тој е татко на оние кои што веруваат во Неговиот Син Исус Христос. И тој на небесата за да ни покаже Бог, му се обраќаме така, за да разбереме дека ние сме на земјата и тој е возвишен и над нас. И не треба да пристапуваме лесно и ноншалантно, туку треба сериозно да пристапуваме пред Него. И не со многу зборови, туку со малку, бидејќи тој ги знае нештата кои што ги бараме, уште пред да ги изустиме. И ги знае нештата кои што ни требаат, уште пред да ги помислиме. И кажавме дека молитвата можеме, ова Оче наш, можеме да ја поделиме во два дела. Првите три барања кои што се насочени кон Бог и другите три барања кои што се насочени кон нашите потреби. Ги разгледавме првите три барања и
видовме дека таму целосно му се предаваме на Бог и бараме тој да биде прославен. Бараме да се свети Неговото име. Бараме Неговото царство да дојде на земјата. Бараме Неговата волја да биде тука на земјата како што е на небото. И во тоа подразбираме целосна власт на Бог врз нашите животи. И тоа го бараме, и тоа треба да го бараме. И како што кажав претходно, и овие три барања што следат и денеска она што ќе разгледаме, мора да бидат подчинети од тој приоритет. И тие работи кои што ќе ги бараме, нашиот насушен леб, да ни го дава денес. Да ни го дава не за наше добро и за наша слава, да, е за наше добро, е за наш благослов, но примарно како приоритет за Негова слава. Тој да се прослави, ние да имаме силата да работиме за царството Негово и да ја извршуваме волјата Божја. Тоа е она што не учи Бог тука. Господ Исус Христос ни кажува на приоритет. Приоритетот на христијанинот е самиот Бог. Ние треба да бидеме офатени од славата Божја и така да бараме се, бидејќи во Христос Исус ни е дадено се. И сега доаѓаме до 11 стих, каде што вели нашиот насушен леб, дај ни го денес. Или како што повеќето од нас ја знаеме напамет, лебот наш насушен, дај ни го денес. И сега тука мора правично да се прашаме што бараме, што е лебот наш насушен. И навистина е многу лесно да сватиме што е тоа. Лебот наш насушен е основното нешто, насушен, тоа е зборот, она што ни е неопходно за живот. И леб, како што е и во балканската култура, лебот е основно нешто, основна храна. Ако го имаме лебот, е доволно. И можеме да бидеме сити, само со леб. Тоа е идејата. Лебот, она што е неопходно, она што ни дава живот, телесен живот, физички живот. И сега, тука мора да појасниме дека да, Христос Исус, како што видовме претходно во проповедите за Евангелието според Јован, самиот си се нарекува јас сум лебот на животот. И можеме да направиме споредба физичкиот леб, духовниот леб. Но тука во Оче наш не се работи за барање духовно, духовна храна. Не, се работи за телесно, се работи за физичките потреби на човекот. И зошто е тоа така? Ќе објасниме во тоа што самата молитва е компактна и ги содржи сите барања наши за славата на Бог, за духовни барања кои што ни се нас потребни. И затоа ова барање за нашиот насушен леб не е духовно, бидејќи ние сме целина од тело и дух. И Бог се грижи не само за нашиот духовен живот, не создал да мислиме раздвоено, дека духот е добар, телото е лошо, зло, и треба да го уништуваме телото, духот да го воздигаме. Не. Бог еден ден ќе го воскресне ова тело, во слава ќе го воскресне. И затоа и тука не учи на земјата да се грижиме за нашето тело. И како што знаеме во 10 Божи заповеди, не убивај, е дадена заповед. Зошто? Не е за
душата да не ја убиваш, не може некој да ја убие душата освен Бог. Но за телото, бидејќи телото, а човекот е важно во очите Божи. Бог не создал како една целина и треба да се грижиме за нашите тела, нашите физички тела. Воедно, во ова молитва Оче наш, како што кажав, другите 5 барања ги содржат сите потреби духовни. И затоа, ова барање го толкуваме на тој начин дека Бог не учи да бараме и за нашите физички потреби. Не само за духовното, туку да бараме и за физичките потреби. Но како што кажав, првично, приоритетот е Царството Божјо, е Божјата слава, Неговото име да се свети, Неговата волја да биде. И потоа не учи да бараме за нашето насушно, она што ни е неопходно за живот. И како што ќе гледаме понатаму, ова е првото барање за нас самите. Лебот наш насушен дај ни го денес. Потоа следат и некои духовни работи кои што ги бараме за нас самите. И зошто е тоа така? Можеме и да поставуваме, не можеме апсолутно да кажеме, но верувам дека има и тука редослед. Бог не учи најпрво да, ние добри да бидеме во здравје, во полнота на здравјето, здраво тело, здрав дух и обратно. Но тука не учи Бог да бараме она што е неопходно за нас, за нашето тело и понатаму да градиме на тоа и за нашата душа, да е исправна пред Бог. Бог да ни ги простува нашите долгови, да не очистува од гревот и да не зачувува од искушенијата. И сега да се насочиме на самиот текст, што значи зборот леп. И во нашата култура имаме поговорки кои што ни посочуваат дека кога ќе се спомне леп, не мора да значи буквално лебот, она што е од брашно и вода, сол. Не мора тоа да значи. Ние велиме си го вади лебот или работи за парче леб. Дали тоа буквално значи за општо само за леб? Не, тоа опфаќа основните работи кои што се потребни за човекот, за живот на оваа земја. И е доста интересно да разбереме дека Бог намерно ни посочува на леп, да бараме леп. Зошто? Бидејќи лебот е основното нешто кое што низ историјата на човештвото се јадело, иако во модерно време тоа се избегнува се повеќе и повеќе, но лебот е нешто кое што одржало цивилизации во живот и ги одржува и денес. Лебот е нешто кое што е основно и може да засети и може да биде доволно за еден оброк. Иако денеска не мислиме така и бараме повеќе од тоа. И навистина Бог не благословил со многу повеќе од тоа и треба да бидеме благодарни. Лебот тука е представен како символ за сите човечки основни потреби, насушни, и затоа е изборот насушен. Но воедно, како што гледаме, почнува со нашиот насушен леб. Зошто? Што бараме со тоа нашиот? Дали тој ни припаѓа нам? Дали ни припаѓа лебот нас? На одреден начин да, бидејќи Бог го создал човекот да функционира, нашето тело да функционира на храна и вода. И воздух, секако.
И со тоа можеме да речеме дека основното јадење е неопходно за човекот и е наше. И затоа го бараме како наше. Не дека го заслужуваме, не дека Бог е должен на некој начин нас да ни го даде. Не. Ние ништо не заслужуваме. Ние сме се лишиле од сите добра во гревот наш. Но Бог според неговата добра волја ни ги дава тие основни работи за наше добро и ни ги дава и можат да се наречат наши. Но воедно се молиме нашиот насушен леб, дај ни го денес. Во множина се молиме, исто како што кажав за Оче наш. Се молиме во множина за да бараме не само за нас, туку и за другите. Немаме само ние потреби, тука сите, како едно тело, имаме потреби. Но не само тука во црквата, има милиони, милиарди луѓе во светот кои имаат потреби и ние треба да се молиме за потребите на другите. Сега зошто го бараме се тоа и малку спомнав во тоа што е наречен лебот наш насушен. Тоа ни е неопходно. И Бог не учи. Она што ви е неопходно, барајте го од мене. Она што ви е потребно за живот, барајте го од мене, јас ќе ви го дадам. Без тие работи, како храната, водата, како покривот над главата, како облеклото, не можеме. Бог го знае сето тоа. И не учи покрај тоа да бараме од Него. Да бараме од Него, тој да обезбеди. Не учи на понизност пред Него, да не мислиме дека ние заслужуваме нешто и да не мислиме дека ние сме го заработиле лебот наш. Не. Не учи дека секој добар дар, секој совршен дар доаѓа од озгора. Тоа ни го кажува и апостолот Јаков. Секој добар дар доаѓа од озгора. Нема ништо што ние сме заслужили, и како што е и во спасението на нашата душа. Спасението е дар од Бог. За да не се пофали некој. Бог ја дава спасоносната вера. Бог дава спасение на душата. Но и физички Бог дава се. Да не мислиме дека ние сме го добиле тоа, сме го достигнале тоа. Не. Бог го дава секој добар дар. И трето, како го бараме сето ова? Го бараме дневно, секојдневно, како дар од Бог. Вели, дај ни го денес. Дај ни го. Што подразбира тоа? Не продај ни го. Не дај ни да си го купиме лебот наш насушен од тебе. Не, дај ни го. Понизност пред Бог. Бараме нешто што е дар од Бог. Не наша заслуга, не како наша плата. Иако денес е многу сменето општеството и би рекол и за подобро во однос на платата и сигурноста во тие основни нешта. И ако денес земаме плата месечно, во тоа време најчесто било данничарска плата секојдневно. Ако некој не го вработи некој за да сработи на нивата негова, тој нема да има леб за дома, и за себе, и за своите домашни. И во тоа време оваа молитва и барање, лебот наш насушен, дај ни го денес, продирала многу подлабоко во срцето на човекот, бидејќи денес
сме научени складирање. Денес одиме во голем маркет, купуваме многу работи, ги полниме фрижидерите, замрзнувачите ги полниме и имаме. Не се секираме. Не се секираме, денес имаме леп. И не само леп, имаме многу повеќе од леп. И да, тоа е Божи благослов и е дар од Бог. И како таков треба да бидеме благодарни, но тука Бог не учи дека дури да имаме складирано, дури да имаме изобилство од блага, Бог е оној кој што секојдневно ни дава нас. Бог е оној кој што обезбедува за нас, дури и во тој ден каде што ние знаеме дека имаме. Но, и тоа што го имаме, може да биде како да го немаме. И ако се сеќавате, пред 2 недели беше проповедано од Агај, првата глава. И таму јасно беше кажано: сеете многу, собирате малку, јадете, а не сте сити, пиете, а не можете да се напоите, се облекувате, а не ви е топло. Трудбеникот ја заработува платата, а ја става во скината кожена торбичка за стрели. И што беше кажано за ова? Иако човекот може да работи, да заработува, ако Бог не го благослови тоа, напразно е. И како што пеевме во Псалм 127, напразно се трудат зидарите, ако Бог не го изгради домот, ако Бог не го чува градот, напразно се трудат и чуваат чуварите. И како вели понатаму самиот Псалм, дека на своите им дава и во сон. Вели, залудно вие да станувате пред зората и да седите долго во ноќта, вие што го јадете лебот на трудот. Тој им дава на своите возлюбени во сон. И тука не подразбира дека ние не треба да се трудиме, не треба да работиме и Бог ни дава и во сон. Не. Туку кажува сигурноста. Не е јас обезбедив, јас направив, јас ја изорав нивата, јас посадив, ник народ и сега јас имам за јадење и уживам во својот труд. Не. Залудно е сето тоа. Залудно е трудот на нашите раце, ако не е благословен од Бог. Ако Бог не го благослови трудот, тој е залуден. Исто вели во Јов, 20 глава, 22 до 23 стих, среде изобилството ќе се најде во тешка состојба, бедата ќе се нафрли врз него со сета сила, и додека го полни со храна својот желудник, Бог ќе пушти на него јароста на својот гнев, ќе истури дожд врз него додека се уште јаде. Тука Бог ни покажува дека зависиме целосно од него. И не бараме само дај ни го лебот наш, а знаеме во мислите го имам веќе. Не, искрено бараме, бидејќи без неговиот благослов, тој леб што го имаме дома, таа храна, таа облека, тој дом, денес го има, утре може би го нема, и денес дури тоа што го имаме, може Бог да го одземе и да го нема. И ништо од тоа што сме спечалиле, ништо од она што сме осигурале во наши раце, не е сигурно. Но единствено е сигурно она што Бог благословил. И затоа не учи, дај ни го денес, она што ни е неопходно, дај ни го она што е насушно за нас денес. Ние зависиме од тебе. Тоа ни го кажува Бог. Во Второзаконие 8 глава, 18 стих, Бог преку Мојсей, тој им го кажува на израелците дека тој е оној кој што им даваше
и мана во пустината, храна постојано, обезбедуваше за нив, се грижеше за нив и како што се сеќавате, во 40 години од пустината не им требаше да сменат ни чевли, ни облека, зашто Бог се грижеше за тие нешта и ги обновуваше, а воедно и маната беше за денот во кој што се наоѓаат, не за следниот, не да си натрупуваат. Тоа што ќе го натрупаат, пропаѓаше. Гнилеш ја фаќаше таа мана која што израелците ќе си ја зачуваа за следниот ден. Бог ги учеше израелците во пустината и денес нас не учи да зависиме од Него секојдневно. Секојдневно да зависиме од Него. И таму во Второзаконие вели, тогаш не вели во своето срце, со својата моќ и со силата на своите раце го спечелив ова богатство. Спомни си за Господа својот Бог, па тој ти даде сила да го спечелиш богатството, за да го исполни така како денес својот завет, за кој им се заколна на твоите татковци. Бог благословува и Бог ни дава сила да работиме и преку таа работа да спечалиме. И кои се нештата кои што не учи Бог преку оваа молитва? Најпрво, трудолюбивост. Трудолюбивост. Сте слушнале кај нас се вели лежи лебу да те јадам. И тоа покажува мрзлив дух на човек. Еден човек кој што сака да има со лежење, со уживање и неработење. Но ако погледнеме во Солуњаните, второто послание на Солуњаните од апостолот Павле, и таму имало луѓе кои што почнале мрзливо да живеат. Не работеле, туку го чекале второто Христово доаѓање. Чекале Христос да дојде да ги земе, па немале потреба од работа. Бог обезбедува за нив. И затоа таму апостолот Павле им говори од 7 стих во 3 глава: навистина сами знаете како треба да се угледате на нас, зашто ние не се владеевме неуредно меѓу вас, ниту јадевме дарум нечи леп, туку работевме во труд и напор, ноќе и дење, за да не му бидеме на терет некому од вас. Не затоа што немавме право на тоа, туку за да бидеме самите себе за пример, за да не поддржавате. Зашто и кога бевме со вас, ви го заповедавме ова: ако некој не сака да работи, нека и не јаде. Имено слушаме дека некои меѓу вас живеат неуредно, ништо не работат, туку се занимаваат со празни работи. На таквите им заповедаме и ги опоменуваме во Господа Исуса Христа да работат мирно и да го јадат својот леб. Бог не учи на трудолюбивост, браќа и сестри, бидејќи ние можеме да бараме и да очекуваме од Бог, и треба, но ако ние не го работиме оно што Бог ни го заповедал, оно што ни го дал да го работиме, тогаш не треба да очекуваме. Тогаш немаме право да очекуваме ништо. Бог ни ја дава силата, Бог ни дава работа, Бог ни дава се што треба. Ние треба трудолюбиво да живееме, ползувајќи го времето, бидејќи дните се зли. И не само за себе. Како вели апостолот Павле до Ефесјаните? Им вели, кој крадел да не краде веќе. Туку, подобро е да се труди и да работи со своите раце она што е добро, за да може да му дава на оној кој има потреба. Не за себе, не само за своите лични потреби, туку да се труди да работи за другите, за потребите на другите. И од трудолюбивост Бог не учи исто така на дарежливост. Ако работиме,
Бог ни дава. Мрзливоста во изреки многу често Соломон ја исмева и покажува дека мрзливоста води во сиромаштво. И сиромаштвото знаеме дека е состојба каде што го немаме неопходното, па треба да бараме. Ама ако не сме работеле, немаме ни основа за барање. Но ако работиме, тогаш имаме не само за нас, не само за нашите, како што ни се кажува, оној кој што не се грижи за своите, особено за своите домашни, се одрекол од верата и е полош од неверник. Ние сме должни да обезбедуваме за својот дом, посебно мажите, Бог го врачил мажот со поголема сила и одговорност во домот да се грижи за потребите на домот, да обезбедува. И ако не го прави тоа, Павле вели се одрекол од верата и е полош од неверник. Силни зборови се тоа, но се потребни да ги разбереме. Потребни се да сватиме дека се бара од нас трудолюбивост. Не можеме да живееме со таа изрека лежи лебо да те јадам. Ни треба труд и напор, бидејќи тоа е проклетството кое што мажот го доби со пот на своето чело, да ја обработува земјата и така да му раѓа плод кој што ќе го јаде. А дарежливоста доаѓа од тоа. Оној кој што работи, има, и оној кој што има, може да дава. Освен ако не е алчен за себе си. И да, ги има таквите. И Исус кажува една парабола за богатиот човек и Лазар. Богатиот човек и Лазар, тоа во Лука 16 глава, и јасно таму ни се кажува дека богатиот човек изобилуваше во гозби, во пијанства, а Лазар седеше покрај трпезата и како кучињата очекуваше да касне барем од трошките што паѓаа покрај нив. Тоа се случуваше на земјата, но Бог од земјата не пренесува на небото и во вечноста и ни покажува Лазар, кој што беше беден, сиромашен, кој што немаше, се надеваше на Бог и беше во Авраамовото крило, во Божјото присуство, а богатиот човек се најде во пеколот. Иако имаше многу, не даваше, не им даваше на оние кои што се бедни, не се грижеше за потребите на другите, не бараше дај ни го нашиот леб, туку дај ми го бараше или воопшто не ни бараше. И потоа во вечноста не сакаше Лазар да му даде барем капка вода, бидејќи пеколот каде што е мрак и беда, ја чувствуваше жетта, која што претходно си ја задоволуваше. Беше задоволен на земјата. Но, ако само тука имаме, а не се богатиме во небесата, тогаш сме суетни и празни и сме за жалење. И тој и не учи Бог воедно да не ги бараме богатствата на овој свет. Да бараме насушно, она што е најосновно и да бидеме задоволни. Задоволност во основното. Тоа се бара од нас. Тоа е нештото кое што не радува. И тоа е она кое што ни дава утеха. Бидејќи немаме потреба од сите тие преоптоварувања на овој свет. Не, доволно е она што ни е потребно за овој ден. Храната, водата, облеклото, кровот над главата. Доволно она што е
за да можеме да го прославиме Бог. Ако имаме повеќе, да му благодариме на Бог, да го прославиме Бог и да даваме, да бидеме дарежливи. Но воедно, ако имаме повеќе, сме склони на големи искушенија. Како што читавме првично во Изреки 30 глава, да не бидам пребогат, да бидам пресит со богатствата на овој свет. Зошто? За да не речам кој е Господ, каде е Бог. Бидејќи тоа се случува. Богатите во светот најчесто се далеко од Бог. Тоа Исус Христос го вели на богатиот тешко дека ќе влезе во Божиото царство. Полесно е на камилата да влезе низ иглени уши. Саркастично го кажува нештото. Зошто? Бидејќи богатите се надеваат на своето богатство. Знаат дека имаат и за воиднина, имаат и за поколенијата нивни, а не се надеваат на Бог. И нивниот благослов е само привремен. Павле вели, побожноста и е голема печалба кога е здружена со чувство на задоволство или задоволност. Зашто ништо не донесовме на овој свет, ниту можеме да однесеме нешто. А кога имаме храна и облека, да бидеме задоволни со тоа. А оние кои сакаат да се богатат, паѓаат во искушение, во стапица и во многу неразумни и штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. Тоа е опасноста на богатството, опасноста на имањето прекумерно. Не велам дека е зло само по себе, но самото сребролюбие е зло. Љубовта кон имање многу. Но воедно да се поучиме тука од зависност од Бог. Ние зависиме од Бог целосно и Бог е оној кој што ни дава. Како што реков апостолот Јаков, вели, секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа од озгора, од таткото на светлината, во кого нема измени ниту сенка на промена. Тој е оној кој што се грижи за своите, тој е оној кој што ни дава и не благословува. И затоа треба да бараме од него. Треба да бараме за овој ден, за потребите на овој ден, не за потребите на идната година. Не учи секој дневно да бараме. Да, треба да бидеме разумни во раководење со финансиите, со се она што Бог ни го дава, да заштедуваме за своите во иднина, за нашите деца, поколението. Тоа е добро и Бог го пофалува тоа, но воедно не учи и покрај тоа секој дневно да зависиме од него. Тој е оној кој што ги дава сите добри нешта. И тој е оној кој што ни го дал и најдобриот дар. Ако секој добар дар доаѓа од озгора, колку повеќе дарот кој што ни го даде, неискажливиот дар, како што го вели апостол Павле, Исус Христос, оној кој што слезе од небото и како што реков, тој е лебот на животот. Тој е оној кој што слезе од небото и се даде себе си за нас, за ние, верувајќи во него, да не погинеме, туку да имаме живот вечен. Тој е оној кој што е најголемиот дар за луѓето, за оние кои што веруваат. И како што ни е кажано, ако Бог ни го дал него и не ни го поштедил, дали треба да стравуваме од други нешта? И така, што да речеме на ова? Ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни сопствениот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари се друго со него? Да зависиме од Бог, бидејќи тој е оној
кој што ни дава се и ни дал се во изобилство. Треба да бидеме благодарни, бидејќи имаме. Сме генерација на луѓе кои што имаат, во изобилство имаме. Историски ова не било. Имаме во изобилство, треба да бидеме благодарни. И тука една мала опомена во однос на тоа. Имаме изобилно и многу лесно запаѓаме во тоа да бидеме гурмани, да пребираме. А ова не ми се бендисува, ова може подобро, наместо со благодарност да примаме се. Со благодарност и со молитва да го примаме она што Бог ни го дава. И така, тоа се осветува преку Божјото Слово и молитвата. Да не мислиме дека храната е за наше задоволство, а да уживаме, па ваков вкус, таков вкус, па ова кафе е добро, ова не е добро, ова сирење може подобро, па ова не чини. Не, Бог го дава, да го примаме со благодарност. Да го примаме со радост, бидејќи некои немаат. Да благодариме и да молиме, имајќи го тоа, да можеме да го споделиме. Да го споделиме со други. Бидејќи тоа е гурманството. Уживањето и во добро здравје, уживањето и размислувањето за нештата кои што Бог ги дал за наша подкрепа, да ги размислуваме како за наше задоволство. Не, Бог ни ги дал тие основни нешта, за да можеме да го крепиме ова наше тело, за да му служиме нему. Како што реков, приоритетот не е нашето царство да го градиме, па со тоа да си градиме и убави палати со убави ниви, каде што ќе имаме најубавото овошје и најубавиот зеленчук. Не. Да го градиме Божјото царство. Тоа е нашиот приоритет. Па она што го имаме, го искористуваме максимално за негова слава. Бидејќи може да западнеме во тој идол, да го имаме стомакот како наш идол. Храната, уживањето во храната, во некоја изврсна храна, нешто исклучително, да го сакаме и да копнееме по тоа. Не, Бог ни вели да копнееме по духовното, повеќе отколку по телесното, кое што е неопходно за наш живот. И затоа ни не учи, барајте го лебот насушен. И ако сме гурмани и сакаме секаква храна, тогаш кога се молиме тука, дај ни го денес нашиот насушен леб, го исмеваме Бог. Го исмеваме Бог, бидејќи знаеме дека лебот ние не ни го јадеме, или можеби го јадеме, ама како закуска, или само додаток на сите прекрасни јадења кои што сме ги изготвиле. Не. Бог не учи да бидеме задоволни со најмалку, за да уживаме многу повеќе во Него. Тоа е нашето задоволство. Тоа е нашето уживање. И така и треба да биде, бидејќи тој се даде за нас. И со тоа и ќе завршам. Исус Христос, како лебот на животот, и сега како што ќе земаме Господна трапеза, да размислуваме за тоа, е поголемата насушна потреба на човекот. И денес, ако некој од вас не верува во Христос, ова барање, лебот наш насушен, дај ни го денес. Да, Бог дава и на неправедните, и имаат и неправедните можеби многу повеќе, но како што реков, не е со благослов
и тоа што го натрупуваат неправедните само за тука. Но Бог денес не повикува да размислиме не само за тука, туку да размислуваме, барајќи го тоа насушно за телото, да го бараме уште повеќе она што е насушно за душата. Да го бараме Исус Христос распнатиот, оној кој што го прекрши своето тело за нас, се даде за нас и обезбеди за нас вечен живот. Дали го бараме тоа? Дали го сакаме него? И дали имаме задоволност во нештата кои што Бог не ги дал? Може да се исправиме и да го благодариме на Бог. Господи, Татко наш небесен, семојќен и превозвишен Боже, Тебе ти припаѓа сета слава, чест и величие и ти си достоен за ние да ти се поклонуваме и да те возвишуваме. Ти благодариме за овој ден, за Твоето Слово, кое што е храна за нашите души. Но ти благодариме што не учиш да бараме не само за нашите души, туку и за оние насушни потреби на нашето тело. И затоа се молиме за нас, давај ни она што ни е неопходно и чувај не од екстремите и на двете страни, да немаме ништо и да имаме премногу. Чувај не од сето тоа, заштитувај ни и давај ни она што ни е неопходно за да те прославиме Тебе и да живееме за Твоја слава. Те молиме, Господи, оние кои што се болни и напатени денес, ти посети ги, изгради ги, зацврсти го нивното тело, исцели ги и дај им здравје. Господи, се молиме меѓу нас сега дај ни духовно да те жнееме, да те познаваме Тебе и да се храниме со лебот на животот се повеќе и повеќе. Да те сакаме Тебе се повеќе и повеќе и Твојот збор садувај го во нас. Дај да раѓа плод на покаяние и на вера. И затоа се молиме сега, дај ни ја верата потребна и во чинот на Господова вечера да можеме да пристапуваме со вера и со вера да го примаме нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Гледајќи кон Него, од каде што доаѓа нашата помош. Те молиме, Господи, Ти благослови не, чувај не и пази не од секој искушение и дај Ти прослави се во нас. Прости ни за нашиот грев. Чисти не и биди милостив спрема нас. Биди милостив и спрема оние кои што не веруваат и дај им спасоносна вера. Во името Христово се молиме. Амин.